29.7.2012 година околу 19:30 часот на регионалниот пат Робовска раскрсница, село Банско, поточно на излезот од село Муртино, се случила сообраќајна незгода во која учествувало патничко моторно возило Hyundai Accent, сопственост и управувано од КП 57 годишен од Банско. Сопатници во возилото биле ЕД 35 годишен од село Банско, вработен како полициски службеник во полициската станица од општа надлежност Струмица, и МА 40 годишен од Радовиш. Возачот со патничкото моторно возило Hyundai Accent се движело по регионалниот пат Струмица-Банско. Кога дошол на местото на незгодата, изгубил контрола над возилото и слетел на десната страна надвор од коловозот. Во незгодата на повредите на лице место им подлегнал сопатникот Ердинч Д од село Банско, додека со тешки телесни повреди се здобил возачот КП, кој по укажаната лекарска помош во медицинскиот центар од Струмица е пренесен во ургентниот центар во Скопје, додека МА од Радовиш по укажаната лекарска помош во медицинскиот центар Струмица е задржан на понатамошно лекување. Увид на лице место извршија увидна екипа од ЦВР Струмица, истражен судија и јавен обвинител. На 29.7.2012 година околу 23:30 часот на регионалниот пат Струмица-Берово, поточно кај место викано Осмиците, се случила сообраќајна незгода во која учествувало товарно моторно возило Тата Телкол, управувано од МД 42 годишен од Пехчево. Сопатници во товарното моторно возило биле ќД 70 годишен и ЕД 35 годишна од Пехчево. Возачот на товарното моторно возило се движел по регионалниот пат од правец на Берово према Струмица. Кога дошол на местото на незгодата, изгубил контрола над возилото и слетел на десната страна надвор од коловозот, паѓајќи и превртувајќи се со возилото. Во незгодата на повредите на лице место им подлегнал возачот на товарното моторно возило Тата Телкол, МД и сопатникот ќД од Пехчево, додека ЕД, која по укажаната лекарска помош во медицински центар Струмица е упатена на понатамошно лекување во ургентниот центар во Скопје. Увид на лице место извршија увидна екипа од ЦВР Струмица, истражен судија и јавен обвинител.